Кучињата лаат, караванот се врви и покрај критиките од домашната експертска јавност и меѓународната заедница за работата на судскиот совет, членовите продолжуваат со полна пара. На 4 септември ќе бираат нов член, а се жалат им не достигале и пари. Експертите вчудени видени како болна точка на членовите на судскиот совет им се парите, а не ги засега до вербата на граѓаните од 2%. Според адвокатот Сашко Дуковски, уште потрагично е тоа што и покрај толку критики, тие се тераат по свое. Тој вели дека добро е што единствената кандидатка што се пријавила за член на судскиот совет, Дженета Бектовиќ, доаѓа од редот на судиите. За разлика од како што вели, останатите членови кои се поранешни судски соработници, партиски службеници од општини. Според него, судскиот совет не треба да се реформира, туку да се укине. Никаков резултат немаат испорачано. Тоа тело е бескорисно и тоа тело треба да се помена, да се укине. Не да се реформира, туку треба да се укине. И видите таа безобразија, сега уште бараат и зголемување на трошоците. За кое испорачување на некаков резултат ние збориме, па тие да бараат испорачување на некои дополнителни средства. Би резимирал тотално непотребно, бесполезно и без доверба тело. Членовите на судскиот совет негодуваат за ребалансот на буџетот и кратењето на судскиот буџет за 65 милиони денари, откако Министерството за финансии информираше дека судиите обвинителите со парите за вработување не вработувале, туку си ги делеле како додатоци на плати. На вчерашната седница членовите изјавија дека немаат компјутери и принтери, а според претседателката Весна Дамева, судството се уште нема финансиска самостојност и заради тоа е доведена во прашање независноста и самостојноста на судството. Реформите во правосудството стана актуелна тема откако премиерот Христијан Мицкоски побара само распуштање на судскиот совет, поради недовербата на граѓаните во системот и скандалозното однесување на членовите, кое беше осудено од меѓународната заедница. Откако на негово барање следа амбасадорски и експертски критики, тој остави простори за поинакво решение за судски. Новиот министер за правда Игор Филков повика на широка дебата за наоѓање на соодветно решение за судскиот и обвинителскиот совет.